Кочани е првата општина во Македонија во која започна да се реализира проектот Мобилен сервис за грижа во домашни услови. Со него жителите од руралните подрачја треба да добијат подобра здравствена и социјална заштита. Носители на проектот, што се разработуваше неколку месеци, се Министерството за здравство и за труд и социјална политика. Партнер е локалната самоуправа на Кочани, а финансиската поддршка е од UNDP. За прв пат се имплементира еден европски модел на здравствена услуга, а тоа значи мобилен сервис кој што жителите во овој регион ќе добијат здравствена и социјална услуга во нивните домови. Станува збор за услуга кој што како медицински сервис ќе значи сервис во областа на хроничните болести, значи за сите пациенти кои што имаат кардиоваскуларни болести, кои што имаат диабет, понатаму за мајките и малите деца, понатаму за постарите луѓе кои што се потешко подвижни и дополнително сервис од социјалниот работник, заради тоа што ова ќе биде еден тим во кој што освен медицински сестри, кои што се специјално тренирани да дават ваков тип на услуга во домашни услови, учество зима и социјалниот работник. За почеток со проектот ќе бидат опфатени жителите од пооддалечените населби во Кочани, како и од приградската населба Оризари. Исто така ќе бидат вклучени и граѓаните од соседните рурални општини Зрновци и Чешиново Облешево. Социјалните и здравствените ризици никогаш не се исклучуваат еден со друг и се испреплетуваат. Македонија досега немаше заеднички сервиси кои што им се нудат на граѓаните. Со овој сервис покажуваме дека ако заеднички и мултисекторски пристапуваме кон проблемите, граѓаните ќе бидат позадоволни од услугите. Оставам да во наредниот период овој сервис ги покаже своите резултати, граѓаните се задоволни од истиот овој сервис и да конечно во Македонија добиеме една национална програма за здравствено-социјални услуги, затоа што во пракса тоа би значило дека ако едно семејство има лице со здравствен ризик, одреден дали е диабет, дали е мајка со новороденче, не значи дека тие ги знаат своите права, социјални права. Со учеството на социјалниот работник во овој тим, тој ќе ги идентификува кои се можните социјални ризици и ќе им понуди услуга, ќе ги поврзе со Центарот за социјална работа и со тоа ќе се обезбеди полесен пристап и до здравствени и до социјални услуги за сите граѓани. Представничката на UNDP Луиза Винтон на промоцијата на проектот истакна оти била постигната одлична партнерска поврзаност со двете ресорни министерства. Мобилниот сервис во домашни услови според неа е задолжителна услуга за здравствениот и социјалниот систем во Македонија во иднина. Со проектот во Кочани се вклучени 4 медицински сестри, 2 социјални работници и 1 координатор. Граѓаните од општина Кочани ќе добијат мобилен сервис, домашна грижа со посета на стручни лица во руралните делови на општината на кои што им е потребна разна медицинска помош. Информациите за луѓето ќе ги добиваат од матичните и од општата болница Кочани. Со тоа ќе се овозможи да луѓето овие неопходни здравствени услуги ги добиваат на лице место, со тоа да се намали гужвата од една страна во општинската болница, а од друга страна и граѓаните ги добиваат своите услуги на лице место. Ангажираните стручни лица со проектот ќе работат во период од 9 месеци, при што ќе добиваат бруто плата во износ од 20.500 денари месечно. Освен во Кочани, проектот ќе се реализира и во општините Битола и Ресен.